Ајде малце да ги избиеме редовите. Почитувани битолски сограѓани, добре дојдовте на 16-тиот протестен собир и протестен марш Стоп за 18 регионална депонија во општина Новаци. Предпоставам дека сите ме знаете, меѓутоа за некој ако евентуално има дојдено прв пат, јас сум Тони Апостоловски, член на координативното тело кое што ги води протестите. Прво, има многу што да зборувам, меѓутоа прво сакам да ги повикам, ако има некој спремен од дискутантите да дојде да повели на говорница, да кажи збор 2. Ако нема никој, јас имам многу што да зборувам. Дали има некој? Ништо, тогаш ќе си терам јас самиот. Ќе почнам вака. Имав многу тежок ден. Станат сум од 5:15, работам во Рек Битола. Уште на самата капија не пречека куп на инспектори, милиција, брза помош и така натаму и така натаму. Сакам да ве информирам, мислам дека сте веќе информирани од јавните гласила, дека Рек Битола 75% производител на електрична енергија во нашата татковина е во аут. Работевме ние од производството на санација на проблемите кои што се од огромен карактер. Ако му е утеха на директорите, работеа заедно со нас, со ние што бевме во производство, бевме како бубашари, се искапив на работа во последен момент, во 19:00 часот ми заврши работното време и тука дојдов за да бидам дел од 16-тиот протестен собир. Еднаш напоменав, никој не знае во градот Битола да пие поубаво кафе од мене. Пијам еспресо, макијато, капучино, се ладам со сладоледи, со салепи. Никој не знае поубаво да одмора од мене. Каков тросет има бе луѓе кои ќе легнам на него, ми е мерак едноставно што лежам. Меѓутоа, покрај сите удобности и покрај сите мои хоби на кои што ги имам, останав, денес дојдов и ќе седам до самиот крај. Зошто? Сега ќе одиме зошто ваква уводна реч. Прво, Рек Битола е надвор од мрежа, не од мене, не од вработените, туку од Центарфорот, од менаџерскиот тим, кој што не знае да го менаџира. Слободно тужете ме, пркајте ме од работа што сакате правите, не ви се плаши повеќе никој. Затоа што ситуацијата беше алармантна, исто како ше алармантно и со депонијата. Предупредувавме и вработените, па дури менаџерскиот кадар од Рек Битола. Меѓутоа, бевме глуви за братот на градоначалникот, кој што ми е директор на ЕСМ. Едноставно не допираме нити до ними, нити до едниот Коњановски, нити до другиот Коњановски. Едниот Коњановски, двата се битолчани, ќе го завие Рек во црно, другиот ќе завие цела Битола во црно. Зошто повикот по тие двајца? Ќе споредиме вака. Замислете еден фудбалски тим. Фудбалскиот тим го сочинуваат 11 играчи, од кои што едниот е голман, има 2-3 одбрана, центар халфови, па полутки, па крила, па центарфори и така натаму и така натаму. И капитен нормално. Обично тој што става голови
се вика центарфор. Цела екипа работи за тоа да става голови. Замислете, излегуваат на утакмица, трчаат сите, работат за центарфорот, не знаеки дека центарфорот е платен за спортивната екипа. Тој на место да става голови во противничкиот гол, си става автоголој, абе извинете, сгреши, фај, оставите сега, ќе се поправам са другиот пат. Нашиот центарфор државен се вика Христијан Мицковски. Ги анализираме проблемите. Цел народ работиме за тој вчера инкогнито да го запоседни најсветото место на аргеадите на нашата четврта царска династија. Инкогнито си ги собра своите пајтажи, си ојде таму, си направја се фалоци, си се слика вамро, си пеа и се надеваат дека за 4 месеци ќе освојат повторно град Битола и ќе си продолжат понатаму со нивното дивење. Тој е центарфоро на централно ниво. На локално ниво имаме двајца центарфори. Ако се умори Коњановски, тука е Стефче од Новаци и ќе си трчат за депонија, за депонија, за депонија. Браќа и сестри, тие ако беа наш тим, ќе беа тука со нас, ќе играа заедно со нас. Тие си играат за некој друг тим, кој што воопшто не е прво битолски, прво не е човечки. Прво не е човечки, за депонијата се збораме конкретно. Сега малце критика до вас. Немојте да ми замерите, јас сум отворен и искрен. Која е мојата критика до вас? Доколку внимателно ме пратите уште од вториот, од третиот протест, ве повикував на организираност. На организираност. Направивме пирамидални информативни групи. Мојата група е полна цела, дел на Кочанковска е полна, другите пирамидални групи информативни не се полни. Зошто? Затоа што вчера мојата група број 32 члена, со се мене 33. Ако 7 групи сме овдека, 200 души, ако вчера еден од нас ја добиеш информацијата дека Мицковски ќе си прави Серенада фест во Хераклеја, верувајте ќе се организиравме, иако ништо поќе барем 10 мина ќе се соберевме со транспарентите и ќе го подсетевме дека во Битола живее угнетуван народ од локалната и од централната власт. Живее народ кој што никој не го праша дали сакате бре луѓе депонија ваква, таква, секаква, никаква. Најмалце ви кажам, на секој втори или трет протест ве повикувам, пристапете кон координативното тело. Ние сме во мирување, во хибернација, наместо да бидиме најактивни сега. Ние мируваме. Ве повикувам дека ни требаат оратори за на терен, за да влезиме во секој битолски дом, да му кажеме за депонијата. Не знам од кој причини, барем вие тука што ве гледам, секоја среда, повелете бре луѓе, нема време, нити за срам, нити за страф, нити за плашење, нити за несигурност. Така е Таки Мисирлиевски, ти последен ни пристапи, така е. Значи, пристапувајте. Нема, ние сме тие што треба да крстариме низ Битола. Ако очекувате, јас самиот да крстарам низ Битола, ќе влезам, ама ќе паднам. Една недела ќе чекорам, ќе влезам во илјадници, куќи и толку. А што ќе правите вие? Кој ќе ве праша некој, добро, имаше таму од координативното тело, овеа шета по улици, ги убедува и кафеджиите, и шетачите, и тие дома што си ја прска тревата за штетноста на депонијата. Ве критикувам благонамерно. Време е да почниме да делуваме. Ако се нафативме сите, ние да играме фудбал. Не може сите на клупа да седите. Да бидите како гости, да дојдите, да ме слушнете мене или било кој од дискутантите, да си прошетаме, да си послушаме музика. Чао, чао, се гледаме наредната среда. Искрено, со ваква динамика, само ќе се ситниме.
Кога народот ќе види акција, која е акција? Еве, со младиот тим од координативното тело сакаме да направиме акција. Како да ја направиме? 10, 15, 30 луѓе. Сакаме да го посетиме градоначалникот дома. Ама ајде. Ајде како да ви информирам. Сега да одиме. Ако е дома да одиме сега, нема проблем. Од тука ќе му тргниме најасфалтираните улици во градот се кај него. Тој си ги асфалтира, си направи тумби, длапки, не знам што си направи, меѓутоа граѓаните задоволни се. 2 години, да, ги копа. 2 години ги градеше тие улици и сега замислете премиерот му е лут на градителот на патот пристапниот што е од Охрид, од Скопје, затоа што динамиката на изградба била спора. Харе господа, а каква сакате да види? Мостот горе кај Довледжик го градеа 1 година без 1 недела. Јас знам зошто толку долго го градат. Ќе ви кажам и вас, ако го изградат за 1 недела, не може да кошта, пример, лупам некоја цифра 10 милиони евра. Чекај веќе му речиме, многу скапо е. Ама ако го гради 10 години, ќе рече, абе знаеш колку луѓе таму работеа, колку работници, колку дневници, колку ова, толку она. 100 милиони да го направи, никој ништо нема да му речи. Сведоци сме на сообраќајно дивење во град Битола. Меѓутоа, еве и самиот премиер рече дека Битола е преродена. Откако дојде ВМРО ДПМН на власт, посебно на централна власт од кога дојде. Вие се уште ги немате сетено благодетите од ВМРО ДПМН. Сега кој ќе ви пушта топлификација од РЕК, кој што ви тврдам со ваква динамика дека за година до 2 ќе затворат, кој ќе одговара за целата инсталирана мрежа што сака да се врши топлификација? Браќа и сестри, немојте да ме сватите погрешно дека ја напаѓа ВМРО ДПМН, дека сум од СДСМ и од било која политичка партија. Јас со сите своји сетила, со целото свое битие, чувствувам дека сме загрозени од 2 или од 3 политички разбойнички банди, кои што се менуваат на 4, на 6, на 8 години, или како веќе како. Од нас и само од нас зависи каква иднина ние ќе проектираме. Ако вечервава не отидиме кај нашиот градоначалник или кај било кој советник, кажете некој во близина тука некој што живее, да не трчаме догоре. Или на кафе ако е. Значи ако ние не вршиме притисок, па верувајте, тие ќе си речат, абе, не сака народове. Видовме вчера дека народот ги сака. Искрено, јас се чувствував сношти одвратно. Затоа што видов мои роднини, мои блиски пријатели, мои колеги, кои што се криеа дека се ВМРО-вци, од кои причини не навлегвам таму беа присутни. Не ми интересираат кои причини. Меѓутоа, ќе ви порачам, вие правите греф кон татковината, правите греф кон се што е свето, затоа што да го подржувате човекот кој што за 1 година не задолжи 7,2 милиарди евра, не да е сулудо, туку е шизофрено. Кој ќе ги враќа тие 7,2 милиарди евра? Ќе градале брза пруга. Нека градат, никој не знае дека Англија ќе гради. Ќе градале Штипска клиничка болница. Ќе ве молам, просетајте во нашата битолска болница да видите, ни на амбуланта не личи. Веќе нема ни оделенија повеќе, нема ни доктори, нема ни ништо. Ако се разболиме, трчаме или во Скопје или во Прилеп, што е најлошо бе во Ресен да трчаш бе, абе срамота. И ние седиме, седиме, си пиеме кафе, не ни интересира, бе, ние сме здрави, ништо нас не фрка, што рече Палјото, партиите не ги фрка ништо. Или се имат, се му дава партијата. Меѓутоа има ден за плаќање.
Има ден за плаќање, се надам дека ќе дојде многу брзо. Има многу што да зборувам, меѓутоа видно сум разочаран не од вас, него од остатокот, кој што ќе го видиме сега кога ќе продефилираме до офицерскиот дом. Може би ете кревам паника за џабе, може би Рек Битола уште 30 години ќе работи, може би Хромберт и Шуберт уште 300 години ќе работи, а никој неки да ги гледа работите онака како што се. До кога ќе работи Хромберт и Шуберт? Се додека има, додека работи автомобилската индустрија. Автомобилската индустрија, колку да ги подсетам шубертовци, е преселена во Кина. Целата автомобилска индустрија. Зошто тие би плаќале скапа работна снага кога во Кина е полесна? Замислете состојба. Доколку се затворат Рек Битола, кај ќе екзистират 3.500 семејства, доколку се затвори Хромберт и Шуберт, кај ќе екзистират 6.000 семејства, 6.500 семејства, тоа се 10.000 семејства. Некој намерно ќе го направи тоа и ќе не зацрни сите овдека. А сега ќе ги видите за 2-3 месеци, ќе се качуваат исто нова бина и како што рече Паљото во лајвот. Добро вече, победничка Битола! Еве дојдовме да го бараме вашиот мандат. Дојдовме за 4 години да го доизградиме тоа што го изгради, се извинувам, што го градевме. Ќе ви направиме базен, Драгоро ќе го покриеме и од едната страна ќе му направиме кеј. Ќе направиме авени со трамвајна средина. Ќе ви вработиме по 20 членови од фамилија. Минималната плата ќе крениме на 740 евра. Секој ќе биде задоволен. Добро вечер. Секој ќе биде задоволен. Е сега, ако успеат и понатаму да не лажат, тогаш амането е кај нас. Не е кај ними. Може човек еднаш да го излажиш, вториот пат, ако е сенилен, ќе го излажиш. Трет пат само будала човек се лажи бе браке. Не може, не крепи појќава политика, не крепи. Видовме се и се што. Дали некој друг бара збор ќе вода? Ајде да видиме, чекај, ајде паѓа. Да ве поздравам, упорни си сме, си идеме тука, си се бериме. Јас фала многу што дојдовте. Само сакам да му кажам на Тони дека не треба воопшто да се разочарва, ни тој, ни јас, ни сите вие. Сега ќе ви објаснам зошто. Како може ние да се разочарваме, кога сме чисти пред Господ, излегваме овде и си се бориме за нашите семејства, за нашите животи и за нашето здравје. Кога тие што не се борат и не излегват овде и си пијат мирно кафе онде, и вчера јавници луѓе оде на прославата, кога тие имат мирна совест и не се разочарват, како може би јас да се разочарвам? Тие се за разочарвање. Не се борат ни за самите себе, ни за своите семејства, ни за своите деца, ни за никој. Се борат единствено само за нивните интереси, дали било финансиски или дали ќе бидат запослени негде. Значи тие треба да бидат разочарани, а не ние. Затоа Тони не се разочарвај, ниту јас ќе се разочарам. Од име ми помина такви мисли седе пред дома и си велам шо му е бе на луѓето. И тешко ми памна и се чудам, шо му е, како може да не се борат самите за себе. И после си реков, зошто јас бе да се разочарам за нив? Тие треба да бидат разочарани, а не ние. И заборев во клипа уште едно нешто да кажам. Добро вечер, Битола! На есен, сите ќе бидете државно запослени. Ти благодарам. Ајде. Трпат се овој дискутант. Здраво, јас сум Филип, уметник. Сакам да кажам како ја спасивме Дебарца. Јас и мојот татко и неговиот најдобар другар кој е починат доктор Бошко Ставревски. Неколку пати овде идам и се дувам да кажам како ја спасивме. Таму сакаа да прат депонија, а кај што сакаа да прат депонија има голем извор на злато и артефакти. И ние, јас и мојот татко заедно,
садевме пченица и ја поклонувавме на луѓето околу 70.000 квадрати. На истото место, во вторник, на овој ден, сите кои имате желба, направивме црква. Јас, мојот татко и Бошко Ставревски, еден аплаус ако сака да за него, за тој човек тоа направи црквата. И така ја спасивме Дебарца. Бевме само 20 души, тоаш беше, малце ќе го кажам за Тони, тоаш беше СДС на власт и сакаше да направи таму депонија, кај ќе има артефакти, кај ќе има злато. Значи не беше депонијата за депонија. Тие сакаа да копат за нешто друго да извадат. Значи, многу малце луѓе сме овде, нажалост, но се надевам дека ќе бидиме повеќе. Господ нека биде со нас и се надевам дека ќе успееме во оваа борба. Амин. Фала многу. Браво. И благодарам. Гаро беше така, Гавро. Филип. Брат ти беше. Ајде, повеќе, ајде, кажи што те кажеш, ајде. Ајде јас да кажам нешто, ама јас со себе носам нешто. Се наоѓа во ова торба. Ние видовме што се наоѓа, гледајте вие. Да. Во ова шише има кафе. Го крстивме кафе 18. Значи по депониите што треба да бидат во бутола. Тие се две шишина, овие се чашите. Кој сака кафе, повелете. Да, апсолутно, ама посебно сакам да ги повикам тие што плаќаат кафе. Таму ти ова е бесплатно. И повикувам. Ги повикувам тие што пијат кафе со пари. Ова кафе наше е бесплатно. Само дојдете, ќе видите услужени. Во Охрид 250 денари. Овде не знам толку е бидејќи не пијам на широк сока кафе. Ви благодарам и во очекувам. А сега ќе оподелиме кафето. Не, искрено, кој сака кафе, дури е топло, повелете, напиете се. Филип, ти беше предпоследниот дискутант. Општина Дебарца. Јас колку што знам, луѓето му излегоа со секири и со пушки и му рекоа, реко, пили на едни советници, ќе ве нема сите до еден. Нема да градите депонија, така беше. Имаше референдум, 99% излегоа од Дебарца, мажишта, и му рекоа, нема да има овде депонија. Нема да има депонија и успеа луѓето. Зошто? Затоа што 99% од Дебарца беа против депонија. Овдека кај нас, новие чипираните, од ВМРО, ДПМН или од СДСМ, или од кој било друг. Зошто чипирани? Затоа што тие немаат своje мислење, ќе го прашат шефо, лидеро, градоначалникове, што велиш ти за депонија? Ќе правиме, ќе правиме? Ќе правиме тогаш, готово. Немојте да излегвате на протести. Немојте да ги подржувате протестантите, затоа што тие се зло. А тие демек добрите. Значи само со сплотеност ќе повторам по енти пат. Јас го знам излезот од кризата. Тој е толку многу едноставен. Меѓутоа е толку многу далече. Кој е излезот? Да станиме бројни, респектабилно ниво минимум 10.000 луѓе, да се организираме 10.000 луѓе и да почнеме конечно да работиме на реализација на проблемот. Верувајте, со 300-400 души можеме овдека да држиме динамиката, да држиме неизвестност. Меѓутоа, тие нема се откажат, исто како што нема и ние да се откажиме. Кога си идев наваму, од Рек, со моето возило, замислете, од сношти го спремив ова тенџерево, го припремив кола, стана во 5 сатот да се припремам, да земам ова, она, ти реков, ми рече се сите работи. Кога идев наваму, искрено размислував што апостолски Тони работи на площадот во секоја среда 20:00 часот. Прво,
Сакам на сите да ви кажам дека не сум овца, никогаш не сум бил овца, можеби кога бев во млади години, меѓутоа исто така знам дека и вие не сте овци. Сега, јас не се доживувам нити како овчар, нити како лидер, затоа што и вие не се доживувате како лидери. Кога ќе разберите дека секој еден од вас е лидер, лидер на својата судбина, дека секој еден од вас е само една капка која што ја прави поплавата која што треба да дојде да задеси битолата. Ве молам бре луѓе, не знам како да ви објаснам, пристапете и кон координативното тело и кон информативните групи за да бидиме брзи, затоа што кога ќе добиеме информацијата вчера бе, жив си изедов јас денес цел ден на работа. Како не научив дека нашиот премиер ќе дојде во Хераклеја? Абе самиот ќе одев, ако немаше кој. Самиот ќе одев со Ватенџерево и ќе си пеев таму, ќе правев глупости 300 да му реметам редо и миро е. Не знам. Абе ќе одев, ама не знаевме. Тие инкогнито си се организира и си завршија својата работа. Сад не знам, немам поминато, слушам дека канделабри нови ставиле таму. Можат се и се што да направат. Дали некој друг бара збор ке ве молам? Било кој, дали некој друг бара, одважете се бе? Не се плашете, било кој. Дојдете, кажете, шо било, шо ви лежи на душата? Има некој? Томе ти ке кажиш нешто? Ајде бе, дојди. Има некој да каже збор 2? Ништо тогаш вака. Таму кај што се поделени флаерите. Ке помините, ке ве молам. На секој еден кафеджија да му доставите флаери. Ако имаме флаери до Епинал, да ги потрошиме флаерите затоа што прошлиот пат остана 150-200. Не, ако. Мора да бидат информирани. Затоа што верувам дека некој од ними не е информиран. Не гледат, се берат, си велат, изгледа Мицкоски со градоначалникот тука некој. Не знае бре луѓето, има некој, едноставно не го интересира и не знае. Затоа сме ние тука да ги подсетуваме секоја среда. Ние да ги подсетуваме да се борат за своето здравје. Малце е глупаво, меѓутоа тоа е. Одиме полека по полека. Се гледаме на офицерскиот дом. Ние сме организираниот отпор против корумпирање на најзаписка депонија во Апалот на Селена Ваки.
16 пат сме овека, 16 пат поминуваме се разминуваме по правот, сакаме ли посакаме удава вече, знаги дека ви е кафето, меѓутоа наредната среда во очекуваме да дојде да се бавите со нас. Заедно. Секој добро. Дај му и на некој друг. Вие мислите финансовна среда. 16 пат дефинираме под вас и ви посакуваме пријатна вечер, да знави дека ви е кафето. Стотуку пред вашите очи се разминувате со протестниот марш, кој што е наречен Стоп за формирање од 18 општинска регионална депонија во Пелагонија. Брате и сестри и точави, излезете, борете се за здравјето ваше, за здравјето на вашите деца, за неродените. Очекуваме наредната среда 20:00 часот на площад Манголија. Убава вечер. Potvrđivanje Mikovskih savladljati dobra životu. 16 čak, dobra video je ovaj čak. 16 čak i potvrđivanje da vidite svoje naspornika. Čak za formiranje regionalne, 18 opštinska deponija, Pelagonija. Napravite da vi kako to, međutim, mislite da već ima jutre. Jezete masovno i borete se za zdravlje, za zdravlje to na vašите bliski.
Зачекуваме наредната среда 20:00 часот. Простат на Калија, било победа до понос. Немојте да глумите статисти. Колко е убаво да види човек вама настояни, разположени, колко ви чест. Стотику пред вашите очи поминува протестниот марш за формирање на 18 општинска депонија во општина Новаци. 16 пат поминуваме низ овој пат, 16 пат не гледате кој сте жофе и не повикуваме. Борете се за вашето здравје. Борете се за здравјето на вашите деца, борете се за иднината на неродените. Бидете дел од отпорот викан сот за формирање на регионална депонија. На здравје нека ви е кафето и тоа што конзумирате, се гледаме на едната среда, исто време, исто место.
18 општинска регионална депонија Ботаров на село Новаци, општина Новаци се изгубила. Доповедуваме, бидете дел од отпорот, поверете, станете дел од нас. Секоја среда 20 часов, Пуста Каталија, секоја среда 20 часов, сетивираме со Девојте да бидете статисти во вашите животи и бидете актери. Борете се за вашето здравје, здравјето на вашите деца, здравјето и имината на моја земјиче. Да здравје нека ви капето, да се има и време и место. Едука сега е време. Јас ви захвалам за начале на Витовскиот градоначалник и на Новација дека нема да дозvolиме да се формира од тогашна општинска депонија главна транспорт на Проведенци од општина Битола. И на тој народ, во четвртина на мината среда, 20 часов, со Стопна Долија. Почитувам од Цвету. 16 пак. Браво. Стоп за депонија. Полиција Битола, сирените кои се јорданите шофрла парка, шофрија се пијани кафе, много ни е гајде. И после секој што е значење до партија нема да се натвори враг.
волна. Тури има урци, има и волна. Разходи се, видео. Пак телефонија. Нешто што забележав минатава седмица, што мора да го споделам со вас. Има една политичка структура во Советот на општина Битола, која што е 7,5 години власт и со СДСМ и со ДПМНЕ. Некои се сетија по 7,5 години, клекна како се вика Габриела и ни кажваше камен во патот. Фарбаниот, кореше ке педагошка. Од тука ќе ја прашам, председателката на Советот, господјо Габриела, каде бевте минативе 7,5 години? Каде бевте минативе 7,5 години? Излегува да ве подсетам, го снима и Веро, се извинувам, Новиот пазар, имаше поплава. Најнаш луѓето почнаа се да гледаат. Јас снимив 60 компрометирачки видеа против буквално целата инсталирана структура во општина, во Советот на општина Битола. Не го снимив за да се кандидирам за градоначалник или за советник за ова зона. Сите работи ги снимив, побарајте на YouTube ги има, градска патрола, се вика, градска патрола. Напишете ќе излезат 60-тина глупости од градот Битола. Меѓутоа, тоа е предизборна кампања имат и очекувано е се и се што. Дали некој од вас сега се одлучи конечно да проговори? Ајде, повелете, нашата поетеса. Добро вечер на сите. Не можев да не земам збор, се револтирам и од предходните средби, а како прво сакам да ги поздравам младите кои често се јавуват, еве во првиот ред се, Иванчо и Томислав, браќата кои имат најголема парола, ја сватија свесноста на проблемо и секој собир се тука со нас. И за многу млади што ни се приклучуват, ве молам еден голем аплауз за нив. Проблемот го свативме ние одавна, само гледам дека на некој уште му се испрани мозоците и не можат да сватат. Нема да се откажиме, ќе бидеме упорни и ќе победиме. Треба да се гордејме што се приклучивме и што ја свативме свесноста, а тие што не доаѓаат нека се срамат. Толку имам да кажам. Браво. Браво. Ви благодарам. Дали некој друг да разбор? Било кој? Имаме време да ви порачам нешто или доставам за другата среда. Досадно ќе ви стана многу. Ќе ви порачам. Некој ви порачав дека Конфуције кажа дека имаме на располагање два животи. Едниот е започнува кога ќе разбериме дека имаме само еден живот. Во овие бурни времена, каде што не трујат од воздух, од вода, од почва, од буквално од све и се што. Во овие времена, кога на нашата трпеза изобилува само исклучиво со ГМО обработена храна, најважно за нашиот човечки организам е нашиот имунитет. Нашата одбранбена војска која ќе се бори против бактериите, против вирусите, против отровите. Како да го кревати имунитетот? Ова треба доктор да го кажува.
Меѓутоа ги нема, ќутат. Ќе го кажам јас. Како да го кревате имунитетот? Прво, променете го начинот на вашата исхрана. Оние кои што имате здравствени проблеми, променете го начинот на вашата исхрана, побарајте ме, ќе ви ја дадам книгата во PDF формат, Излечити самог себе, од Ален Додич, хрватски писател. Како се хранат здравите луѓе кои што сака да живеат 125 години? Се хранат со овошје, зеленчук и зрнести плодови. Не мора мене да ме вервате, проверете и во страна има, негова фейсбук група има 300-400 членови и фанови. Проверете и видете за што се работи. Тоа е првото, начинот на исхрана. Второто, за жал, не можеме да конзумираме повеќе изворска питка, односно жива вода, затоа што таа е секаде контаминирана, заразена. Третото, да дишиме чист воздух. Излегувајте луѓе од градот, шетајте во блиските шуми, гушкајте ги дрвата ако треба, гушкајки ги дрвата, мајта по настрана, ово озбилно ви го велам. Секој дрво си има своја енергија. Гушкајки го дрвото, се уземјувате со мајката земја. Примате енергија од мајката земја, и мемории, и вибрации, и енергија, и здравје. Четвртото, сакајте се сите помеѓу себе. И петото, водете што појак социјален живот. Немојте да сте сами, немојте да тагувате, дека ќе ја оформат депонија. Едноставно, нека дојди среда, само во среда мислете на депонијата, останатите 6 денови, посветете си го на самите себе. Уживајте во било кое хоби кое што го имате, во било што ве прави среќни. Можете си плодете. Така рече Господ и ги пушти Адам и Ева на земјата. Дали некој друг разбор? Почитувани браќа и сестри, ви благодарам што бевте дел од 16-тиот протестен на Собир и Марш. Сакаме ве цела недел, имаме 5-6 дена да се организираме, да го посетиме домот на градоначалникот. Во групата ќе поставиме прашање во кој ден, ако нема тој ако научи дека одиме кај него ќе се избега. Меѓутоа нека видат неговите комшии. Сакам да го посетиме градоначалникот. Јас лично ќе му одам дома, ќе пуштиме делегација ако не прими нормално. Не на работа намо. Ќе одиме како кај граѓани на град Битола. За на работа намо лесно ќе не прими и одма некој ќе рече, овие со градоначалникот работат. Ќе се организираме, значи имаме 6 дена до наредниот протест. Мислам, сакам да биде во вторник, кога ќе посетиме нашиот градоначалник, или одлучете вие, дали председателката на Советот, дали овој што му е координаторот од СДСМ, дали што му е овој координаторот од ВМРО ДПМН, да му излезиме пред нивните дворови, за да не забележат. Не знам дали забележавте, повеќе нема ни од МВР да не обезбедува. Значи, овие си даваја, овие пушти ги, овие мирни се. Ќе се откажат тоа уште 2-3 пати, ќе излезат и толку. Оти ги кладува се джините кај пенал, нема потреба тие да дремат за колите. Можно не сум размислил така. Ве сакам да почитувам сите, се гледаме наредната среда, 20:00 часот, плоштад Магнолија. Придонесувајте со своите идеи во групите, постирајте, давајте идеи, давајте насоки. Ние сме отворени за секаков вид на соработка. Пристапувајте кон координативното тело, пристапувајте кон информативните групи и одиме кон победа. Секој е добро.